Потекло. Во Република Северна Македонија се произведуваат бројни и разновидни добра, но сепак се јавува потребата за увоз на одредени производи од други држави. При увозот, овие производи треба да бидат предмет на царинење од царинската служба. За таа цел, царината мора да ги има следните три важни информации. Под 1. За какви производи станува збор? Под 2. Која е нивната земја на потекло? Под 3. Колкава е нивната вредност? Во ова видео ќе објасниме како царината го определува потеклото на добрата при увоз или извоз. Секој производ има одредено потекло, но во царинските работи концептот на потекло има многу специфично значење. Само затоа што одреден производ пристигнува од Грција, не мора да значи дека истиот има грчко потекло. Например, Северна Македонија увезува една пратка банани од Грција кои можеби се одгледани во Еквадор. Потеклото на одредени добра е прилично тешко за утврдување. Земете за пример автомобили произведени во Романија, што се составени од делови произведени во различни краеви на светот. Дали комплетираниот автомобил е романски? Што ако само 10% од деловите доаѓаат од Романија? Што ако 90% од деловите доаѓаат од Романија? Вистинското потекло на добрата за царински цели мора да биде одредено со користење на трговските правила за одредување на потеклото на добрата. Овие правила обично се дефинираат во договорите за слободна трговија. Ваквите договори се вообичаен начин на подобрување на трговските односи помеѓу државите. Северна Македонија има потпишано повеќе договори за слободна трговија што вклучуваат правило за потекло. Правилата за потекло во овие договори дозволуваат за добрата кои потекнуваат од земјите потписнички да се плаќаат пониски царински давачки отколку за добра од други земји, а понекогаш и воопшто да не се плаќаат. Например, Билјана е увозник на облека и сака да дознае како може да ги намали царинските давачки што треба да ги плати. Размислува за увезување облека произведена во Кина и дознава дека царинските давачки се во износ од 17,5%, како и дека ако увезе облека произведена во Турција и успее да обезбеди доказ на потекло, царинските давачки за незината пратка ќе изнесуваат 0. Правилата за потекло исто така се однесуваат и на добра што се извезуваат од Северна Македонија. Например, Драган од Куманово произведува чевли и сака да ги извезува во Италија. Ги проверува правилата за потекло во спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската унија и утврдува дека за чевли произведени во Северна Македонија што ги исполнуваат пропишаните критериуми за потекло, во Италија не се плаќаат царински давачки. Во спротивно, царинската стапка е 16,9%. Ваквите правила се познати како преференцијални правила на потекло, од причина што истите овозможуваат преференцијални царински стапки за добра со македонско потекло или потекло од некоја од следните земји: земјите членки на Европската унија, земјите од ЕФТА, Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштеин, земјите од ЦЕФТА, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Молдавија и Србија, Турција и Украина. Постојат и поинакви правила поврзани со потеклото, познато како непреференцијални правила за потекло. Ваквите правила не даваат никакви погодности во однос на намалување на царинските давачки, туку се користат при утврдување дали во дадениот случај важат некои специфични трговски мерки, каква што е забраната за увоз од одредени земји, антидампинг давачки. Например, со цел да ги заштити своите граѓани од несакани последици, владата на Северна Македонија донесе одлука со која го забрани увозот на небезбедно пилешко месо од одредени земји. За време трајањето на забраната, единственото пилешко месо дозволено за увоз требаше да биде придружено со доказ дека не потекнува од земјите за кои забраната беше на сила. Може да се заклучи дека многу е важно добро да се разберат правилата за потекло, бидејќи тие одредуваат стапката на царинските давачки што треба да се платат. И тоа не само во Северна Македонија, туку и во други земји со кои Северна Македонија има потпишано договор за слободна трговија. Доколку сте се интересирани за повеќе информации, можете да ги најдете на customs.gov.mk.